Почитувани гледачи, добар ден. Вторник е, време е за нова епизода од емисијата Медицинско катче. Утрово тема најмалите. Колку родителите грешат при проодувањето на бебето? Дали треба да го форсираме лазењето? Какво е мислењето на физиотерапевтите за користење на дубак во проодувањето? Треба ли да се користат проодувалки? На сите овие прашања денес одговор побаравме од физиотерапевтот Диана Мариновска од приватната болница Аџибадем Систина. Добар ден во името на Слободен печат. Добар ден, благодарам на поканата. Најавив која ќе биде денешната тема, значи најмалите и проодувањето. Ајде најпрво да одговориме на прашање кое што постојано си го поставуваат родителите, треба ли да го форсираме лазењето и околу користењето на дубакот во проодувањето? Значи, ништо не треба да форсираме од развојот на бебето, но треба да му обезбедиме услови во кои што тоа ќе се развива оптимално. Значи, не треба и да го оставиме премногу да лежи, не треба да го оставиме премногу да не се занимавани или со ништо, треба да му поставиме играчки околу него и стимулативна средина. Боите, играчките, звуците се стимулативна средина кај децата до 1 година. Па, например, ако сакаме детето да почне да лази, едноставно само играчките ќе му ги ставиме малку подалеку и ќе чекаме. Ако подолго време веќе не се пружени да ги земе играчките, тогаш ќе му помогнеме, ќе му покажеме како. Но не форсираме. Никогаш не форсираме. Дури на физикална терапија, секогаш пробуваме од почетокот прво тие методи со стимулација, оптимална стимулација, оптимална средина за развивање, па потоа ако има потреба во нели по сериозни ситуации, тогаш форсираме. Околу користењето на дубак и проодувалки. Често пати нели велат дека според едни треба да се користи како помошно средство за проодување, меѓутоа други се категорично не. Има ли некакви негативни последици од користењето на дубакот и проодувалките? Или сепак е тоа индивидуално решение на родителите? Лазењето веќе неколку години е тргнато од листата на постигнувања кај бебето од Американската педијатриска организација. Тоа значи дека бебе што не лази, ништо не му фали. Едноставно нормално се развива, нема никаков недостаток, нема да им биде искривено како што мислевме порано дека повеќето деца што не лазат развиваат сколиоза во подоцнежните години. Сега веќе не се гледа така на лазењето, односно дете што не лази, ништо не му фали. Секогаш е подобро да лази бебето, затоа што се развиваат двете хемисфери, се поврзуваат, бебето се развива когнитивно па и физички повеќе, но нема да има недостаток иако директно проводи. Околу користењето на дубаците и проодувалките, какво е вашето искуство, бидејќи дел од вашите колеги велат дека треба да се користи и дека не штети, меѓутоа дел се категорично против. Какво е вашето искуство конкретно? Па јас можам да ви кажам и од моето искуство, пошто имам близнаци и дубакот го гледав како олеснување во раснењето во еден краток период, но од искуството еве со моите деца ќе ви кажам дека моите деца во дубакот научија да одат многу брзо. Научија да го поставуваат погрешно телото. Тоа што науката, истражувањето го покажува, јас го видов на пракса. Со тоа што кога ги извадивме од дубак да одат, они мислеа дека така ќе летаат како со дубакот, па почесто паѓаа. Иако тоа беше многу кратко, 15 минути. И тоа многу често го слушам кај родителите кога кажуваат: "Ама јас само малку, само да отидам до веца, само да направам ручек, многу малку е детето во дубак." Еве јас ја направив истата грешка, имајќи близнаци, мислев дека така ќе ме се олесни, после ми стана потешко и видов дека тоа што го зборувавме претходно, што сме го учеле, го видов на пракса како изгледа. Тоа се повторува и во праксата со пациентите што доаѓаат кај нас. Така да научно статиката се менува додека бебето седи во дубакот, бебето научува дека може да се седне било кога, затоа што има поддршка во дубакот, не научува дека треба да стои стабилно на ножињата, не научува дека треба да се пренесе убаво тежината од едната на другата нога. Не значи дека нема да проводи, не значи дека ќе биде искривено понатаму, но ќе имаме еден потежок период после тоа, за да све тргне во права насока.
Кога треба да очекуваат родителите дека бебето треба да застане на нозе? Нели, обично тие што лазат подолго, некако по-сигурни се чувствуваат во таа лежечка положба. Кога треба, зборувам на возраст, во месеци на бебето или евентуално после првата година, да се очекува дека бебето ќе пројави интерес за одење. И она популарно наречено паткање кога родителот или бабите, дедовците го држат детето, колку треба да трае? Значи, бебето треба да се исправи, природно доаѓа да се исправи после 10-тиот месец. Паткањето го рачунам во форсирање, така да пак би кажал дека очекаме детето да се исправи само, но пак да кажам, треба да има услови за да се исправи. Условите се кревет, масичка, малечка, столче и да го чекаме да се помачи. Многу често бебињата кога не можат нешто да направат, плачат, а ние трчаме да им удоволиме, така да ги почекаме да се исправат. Некогаш ќе им покажеме, еднаш, два пати ќе им покажеме, на здраво дете, до 4 пати сум видела дека им е доволно да му се покаже и после тоа научува само. Има кај некои бебиња што се исправаат многу рано. 7,5-8 месеци сум видела деца што се исправаат. Сакам да ги напоменам тие работи. Дека тоа не треба да се дозволува, тоа води на хиперактивност, тоа води на искривени ножиња. Иако праксата покажува дека и тие случаи не секогаш завршуваат и со хиперактивност и со искривени ножиња, но нели ако може да превенираме, нема потреба детето на 8 месеци да стои исправено, тогаш треба да седи, да си игра, да развива покажување со прст, да развива пинцета фат, нели да фаќа ситни работи. Тогаш треба да учи да нели малце да се подсмири или како да почне да лази, како да размислува во когнитивниот развој да го развива. Исправањето јас би заокружила некаде до кај 1 година веќе да мора да се исправи, значи од 10 месеци до кај 1 година да се исправи. Потоа ако не се исправува, малку да се повежба, нели малку да му се покаже како. За проодувањето од 12 месеци, тогаш веќе повеќето деца проодуваат на 12 месеци, над 50% од бебињата проодуваат на таа возраст, до 18 месеци е невролошки во ред да прооди, без да бараме причина зошто не оди. Но ако нели гледате дека покасно се исправа детето, покасно не лази, повеќе седи само помалце активно, тогаш треба порано се почне со физикална терапија. Пак сакам и за физикалната терапија да нагласам да не ја гледаат родителите како нешто страшно. Тоа пак од почетокот е нешто многу природно на домот. Дури нели нашата просторија изгледа така игри како една игротека, како една просторија што е природна за децата, каде што од почетокот полесно ги насочуваме децата кон вежбите, ќе видиме како тоа дете прифаќа, нели, па ако потешко учи, тогаш идеме со класична физикална терапија, како да кажам, иначе претходно е нешто како да речам вежбички кои што се повеќе игра. Има деца кои што лазат многу долго време. И потешко им е да се исправат, па потешко да проодат. Во тие случаи пак можеме да користиме физикална терапија, затоа што децата едноставно кога лази, он сегде може да стигне со лазење, нема зошто да се мачи за нешто друго. Да се исправи. Така да оставиме една граница од 1 месец да лази, па после тоа веќе нешто ново да научи, да се исправи или да нешто, не знам, да пробува барем да се исправи, па тогаш веќе да го рачунуваме тоа во некоја нормална граница од развојот. Ако не е така, ако лази детето повеќе, веќе да почнеме со физикална терапија за да му потпомогнеме нели за исправување и за проодување. Затоа што има некоја таква тенденција да децата лазат по 6-7 месеци, повеќе после тоа не е проблем за проодување. Околу проблемите, зашто ви се обраќаат најчесто кога доаѓаат во вашата болница? Каква помош бараат од физијатар? Во однос на проодувањето, на родителите најчесто доаѓаат затоа што децата имаат веќе година и пол и не се уште проодени.
И на прашањето зошто до сега не дојдовте, па чекавме нели дека можеби само кај породи. И според мене нема потреба да се чека во ни една од фазите. Еве ви кажав нели како ако почне да лази еден месец, нека лази, па после нешто друго. Ако почне да се исправа еден месец, па после да почне да оди покрај мебел, еден месец па да почне да стои само, еден месец па да породи. И ако тие работи не се запазени така, подобро да се дојде порано на физикална терапија. Пак нагласувам, пак почнуваме само со игри, пак почнуваме со полесни веžбички. Нема да биде тоа нешто страшно, нема да биде никакво форсирање. За да му помогнеме на детето да се развива оптимално. Во смисла, кога се запазуваат овие некои граници, имаме бебе кој што размислува како да направи нешто, размислува како да реши проблеми, поостроумно. И тоа, кога ќе ги поставите тие такви основи, потоа тоа расне во такво дете. Дечињата кои што многу долго време им требало да седнат, многу долго време им требало да продат, се помирни деца што се плашат да сгрешат, деца што се плашат да паднат, па деца што се плашат да трчаат, да не се испотат, да не падне. Ама од тие грешки се учи. Ви споменав дека здраво дете 3-4 пати може да падне и после тоа веќе не паѓа на таа иста грешка, нели? Со физичкиот развој, со стимулирањето на физичкиот развој го стимулираме, го развиваме мозочето на детето, на бебето, кое што потоа станува дете кое што нели е спремно за да падне, правилно да падне, нели, правилно да сгреши, ама да стане, да проба пак, затоа што многу често гледаме дечиња кои што не пробуваат. Ние трчаме некогаш да им помогнеме, ние некогаш дури не ставаме, не чекаме да пробаат, па одма им даваме све што им треба. Така да проба, кога ќе нема да успее, пак да проба, да биде нели упорно, да ги надмине своите слабости, што не се нели карактеристики што не се потребни за понатаму во животот. Неколку пати спомнавме паѓање, нели 3-4 пати паѓање, меѓутоа родителите и тука се исплашени, па еве во последно време и по социјални мрежи, меѓутоа и во продавниците за бебиња наоѓаме некои ранчиња кои што се како перничиња, кои што родителите ги ставаат на децата за да не ја повреди главата или телото при пат. Колку е ова дозволиво од физикален аспект? Исто како и добачињата, исто и овие помагала, се нешто што не учи на некоја неприродна средина. 3-4 пати го пуштам да падне. Јас многу често им кажувам на родителите и кај мене кога ќе дојдат дека ако не го пуштате вие да падне, јас ќе го пуштам, мора да научи да падне. Важно е да не ископа очи, нели? Да не искрши глава, нешто така во тој стил да не биде. Иначе се удрило, го болело, плачело, тоа се нормални работи. Еве замислете дете што не паѓа сега, какво дете ќе биде понатаму. Некојаш зборуваме и за деца што можам да ги видам во игротека надвор или на игралиште како се однесуваат, знам какво дете ќе порасне. Детето што се пази да не се лизгам, нели, таму ќе паднам. Има деца што се лизгаат наопаку, нели? Овде сте од една во друга крајност се оди. Да, но веќе за тие другите крајности се, нели, пак кажам, да не само да не ископа очи, да не скрши глава, иначе за тие деца се зборува дека се деца што многу добро се сноѓаат понатаму во животот, дека многу добро размислуваат како да ги решаваат проблемите, дека прифаќаат предизвици. Нели не се толку страшливи, кога ќе падне, станува, усмисла и нели на психичкиот развој, кога ќе биде нели тажно да проба пак, да се труди за да биде подобро. Значи мора да научат да паѓаат, и ако детето се развива нормално цело време без препазување и со доволно стимулативна средина, тоа дете ќе научи да паѓа правилно.
односно да си ги пружи рачињата, да препознае опасност, нели, да реагира соодветно брзо, нели, да биде доволно силно да се задржи. Сите тие работи се развиваат со низ развојот, како, нели, со вртање на бебето, со седнување, само да седне, само да се придвижува, само да се исправа, само да прооди. Не со цело време помош, со пазење. Ако тен го гледаме дека детето паѓа, нели, наназад и ја чука главата, јас предлагам некојаш на родителите да ставиме некоја петница малце подалеку, да епте не ја повреди, нели, наназад главата, затоа што некојаш не знаат да се симнат, па се фрлаат наназад. Ма тоа еднаш-два пати, и во тие еднаш-два пати што му ја ставате перницата, му покажувате како треба да се симне надоле, за да не го користи веќе тоа. И тука завршува целата таа работа. После тоа веќе детето треба да научи како да падне. Тоа дете што паѓа наназад, на кое што му треба, нели, таа помош за да ја пази главата, му треба малца работа за да, у смисло на вежби, нели, за да научи правилно да паѓа, за понатаму да немаме проблем. Затоа што ако не научи да паѓа од седење, да паѓа од повисоко, тоа ќе биде од кога ќе проудува. Тогаш е веќе пострашно. Околу припазувањето на родителите. Многу често гледаме по паркови родители кои што трчаат буквално по своите деца, баби, дедовци ги чуваат. Ваша препорака што треба да се прави со дете кога за прв пат треба да се изнесе, или откако ќе прооди во парк? Дали треба да му се дозволи да ја осознае природата преку допирање, бидејќи сите трчаат со влажни марамчиња, постојано се мијат раце? Колку допирот со надворешноста, односно со средината во паркот, влијае врз тие когнитивни способности на детето? Како не, децата треба веднаш да се изнесуваат надвор, нели? Веќе немаме ни препораки да се чуваат по 40 дена дома. Веднаш се носат надвор, на сонце, на ветер, сите тие работи, дожд, да ги искусат, нели, како сензорна стимулација. Кога ќе проводи или кога ќе почне да лази, ета, навистина дека нас е валкано, не можеш да ги оставиш толку слободна да лази, ета, како што јас би давала и давам препораки, ама, нели, во градини кај што е контролирано, кај што не може, кај што нема други кучиња, нели, мачиња да се движат, па децата да лазат, уште и нека лежи, да видите каква реакција има кај децата кога ќе фатат трева, кога ќе фатат песок. Тоа е многу, како да кажам, многу инспиративно е да видите што све се случува кај детето кога ги допираат различна стимулација. Така да е едно големо да за све тоа, само, нели, да внимаваме да не е во средини кај што е премногу валкано, кај што има срчи. Иначе песок, јадење песок, тоа мислам, нели, на одмор сите бебиња јадат песок. Нормално ќе пазиме да не биде тоа многу, ама не треба да му забрануваме од све. Па на крај ништо да не прави, што да прави, нели? Како ќе се развива. Веќе имаме веќе податоци за Шведска, Норвешка, дека ги менуваат и подлогите на игралиштата надвор. Односно од оние меките подлоги веќе не се препорачува, туку се менува на вокал, за да биде уште една стимулација плюс на детето. Плюс имаше докажување дека истражување кои што докажува дека децата се веќе за неколку месеци покажуваат и знаци за поголем имунитет откако се смените тие подлоги. Така да само да биде контролирано, нели, за да не може детето да се разболи од фекалии од кучињата и од мачињата, да биде тоа контролирано, иначе се друго е скроз дозволено, контролирано, пак ќе кажам, нели, да не го изеде цел песок, ама нека проба. Нека кубе трева, нека се валја во песокот, нека се валја во тревата. Сега баш има едно дете кое што мајката кажуваше дека не може никако да седне, иде на физикална, не може да седне, дома не седнува, ама го изнесуваме во двор и одма станува да фати тревата. Значи, тоа е една од позитивните работи кои што може да се... Многу пати се случува. Многу пати веќе кажувам кога ќе отидат на одмор децата и да отидат сега на одмор, штом се стопли времето на сите што се пред продување, им кажам сега на песок, на одмор идете на песок. Затоа што тука скоро сите деца доаѓаат со нови работи.
дали за проодување, дали за седнување, стимулативната средина, песокот, новата средина, се тоа допринесува за поголема стимулација и побрз развој. Токму околу проодувањето и одгледувањето практично на бебињата имате и работилници во моментов во вашата болница. Ајде да ги запознаеме родителите за што конкретно станува збор и што добиваат во тие работилници. Сега со летните гориштини ние ги користиме овие работилници да бебето се стимулира на некаков начин, односно имаме работилници за позиција на меше и вртење. Тие се работите за кои што најчесто доаѓаат родителите со кои што имаат потешкоти. Значи втората работилница е за седнување, кој што обично не одзема најмногу време за кај сите деца да се постигне, и работилница за проодување. Така да во овие три работилници бебињата соодветно со по возраста се распоредени и ги научуваме вежбите кои што родителите треба да ги прават дома за да се постигнат овие пресвртници во развојот. Во текот на годината имаме работилници кои што се организирани поинаку како гимнастика за бебиња и го користиме значи истиот концепт на обучување на родителите за како да го стимулираат дома развојот заедно со сите овие совети нели што ги кажуваме и тука. Само што имаме прилика да се допреме со бебињата, да видиме кој бебе на кој начин е различно нели, не е тоа како видео што ги гледаш на YouTube, а кога ќе пробаш тоа ништо не важи. Па за секој дете можеме и поединечно да дадеме совети, нели, кај треба повеќе нешто да се вежба, нешто помалце, дали на некој бебе има уште родители што не ги носат децата по неколку месеци надвор, дали затоа што е многу ладно, дали затоа што е многу топло и нонстоп има нешто, па сега врне или дува и нонстоп има нешто. Така да со тие совети даваме една поддршка на родителите како што сите ни треба, и јас сум мајка и јас гледам колку низ праксата ми треба поддршка нели од различни специјалисти. Па да помогнеме да не бидат тоа деца кои што се улежани, па здебелени, па искривени на крај нели во подоцнежните години, затоа што веќе е зголемен бројот на децата што не се движат, зголемен бројот на децата што се искривуваат од недвижење, зголемен бројот на децата што се здебелуваат нели од недвижење. Така да движењето е и за мозочето, и за телото важно, а во овој период до 1 година ние ги поставуваме основите. Тогаш и најмногу се развива мозокот до 1 година, па го користиме тој пластицитет на мозокот да оформиме една личност нели што ќе биде спремна за животот. Така. И за крај, госпоѓа Мариновска, еден совет до родителите кои што имаат мали бебиња пред проодување за летниот период. За летниот период сите да си отидат на одмор, затоа што песокот ни помага многу во проодувањето, промената таму на средината, промената на нашето однесување, нели, дава на детето дополнителен стимул, да не се чека да детето стане година и пол па потоа да се бара помош. На физикална терапија се доаѓа и само за еднаш да прашам како да постапам, дали е уште касно, до кога да чекаме, и за тоа се доаѓа од Систина. Имаме организирано и прв бесплатен термин за сите бебиња што се родени тука до 1 година, така да и тоа може да се искористи нели, само за да прашам. Така. Затоа што не е исто секогаш тоа што го гледаме на интернет, е многу општо, не знаеме дали кога и како важи за нашето дете, дали за нашето дете треба уште нешто поразлично. Имаме опции преку годината гимнастика, сега работилници, првиот бесплатен преглед, така да нема зошто едно дете веќе да касни, нема изговори. Така. Ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме одговори на најчестите прашања кои што ги имаат младите родители. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следите го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.